менување на целокупниот код на македонецот. Тоа е една навистина многу добро направена стратегија по теркот или по моделот на комунистичките методи и психологии. Да го донесеш својот собствен народ во фаза на една таква апатија или летаргија, што и за своето себе уништување не сме да реагира на начин кој што е природен. Тоа се класичните психолошки и комунистички мерки на страв, заплашување, затворање, осудување за нешто што не си го направил, преку методи на оценување, притисоци и непристојни понуди, кои што го доведаа македонскиот народ до фаза на летаргија. Како најдобро се владее? Ова е, навистина, почитувани колеги, еден очигледен школски пример токму на оваа власт, како буквално го злоупотребува својот народ за постигнување на своите лични интереси, бидејќи ако власта се интересираше за интересите на граѓаните, тогаш постапките на сиот овај процес би се одвивале во сосема друга насока. Кога е народот послушен? Или, еве друго прашање, како се витка кичмата на народот? Кога ќе го донесете до економски банкрот и ќе му го стегате каишот до степен на кршливост, а притоа му кажувате колку економски бенефити му понудувате. Народот лесно се раководи кога меѓу него ќе сеете страв и недоверба, кога ќе го натерате да го мрази својот близок, а притоа ќе продавате приказки за подобар живот, унапредување на правдата, едно општество за сите, или со еден збор продавање на лажни демагогии за подобро утре, а притоа да ја предавате неговата чест и неговото достоинство. Ваквите методи многу успешно ги спроведовте во овие 2 години и навистина, ако не, навистина мора да ви се даде диплома за успешен режисер, сценарист, како сакате, тогаш, бидејќи сте вие еден од нив, со што ни се потврдеа и нашите сомнежи за вашиот лик и дело, кои што беа обелоденети и од Викиликс за вашиот ангажман и како награда за добро сработеното. Како се одвиваше процесот? За затворени врати, во еден затворен круг, изолирани од оние кои нормално и природно требаше да бидат инволвирани во сиот процес. Народот, се разбира, експертската јавност, председателот на државата, опозицијата и да не бројува. Процесот се одвиваше преку креирање и давање на лажна надеж, преку секојдневни политички прогони на лица кои не беа на иста бранова должина со сегашната власт, а кои завршуваа со притвори и затвори, првенствено омаловажувани, дискредитирани и понижани, за потоа да бидат искористени за пазарење. Преку целосно дерогирање и уништување на човековите права, ако воопшто и постојат во нашата држава, за оваа стратегија навистина може само да ви се честита. За сите чекори. И да не почнувам. Дали од 27, 28 ноември, 19 октомври и на крајот се завршува со фамозниот 11 декември. Секој еден чеков добро испланиран до совршенство и морам да ви честитам за тоа. Процесот се одвиваше преку тотален политички хаос во државата, бидејќи бевте водени од девизата најлесно е да се лови кога е матно. Преку дерогираниот судски систем кој работи исклучиво под јаремот на власта, преку иницирање на промени на уставот, преку воведување на двојазичност и уништување на унитарниот карактер на државата, преку промена на историјата, за да на крајот го доведите до чинот или врхунецот промена на уставот на Република Македонија. Честитки, овации, поздравувања, ракувања, во минатите денови гледаме само од одредена група на луѓе, кои си зеле за право да одлучуваат во името на два народи. Нема прослави по улиците, онака како што знае македонскиот народ да прославува за секој еден успех кој што ја направила неговата држава. Не се радува и не верува во изречените протоколарни изјави со кои се честита, како што се кажува, завршницата на децениската борба во изнаоѓање крајно решение на проблемот со името, што би значило стабилизирање на Балканот било какви турбуленции, отварање можности на нови перспективи,
за вашата Северна Македонија, се испишува нова историја и посебни ловорики за оние кои овој чин успеале ова да го донесат до крај. Да, се сложувам со едно кој што го кажувате дека се работи на вистина из историски момент и се работи за реализирање на одредени обврски кои оваа гарнитура на Европската Унија си превзела да ги реализира и секако треба да им се честита затоа што на вистина успеале во тоа. Но најмалку нив не ги интересира на начинот на кој што тоа се направи во нашата држава. Во едно им честитам дека погодиле. Да, на балкански начин и исклучиво на балкански начин се направи тоа. Тоа за нив апсолутно не е важно, како што и не им е важно кој од сето ова е губитник, а кој од сето ова е добитник. За жал, ние македонците во овој случај сме изиграната страна, како што призна и нашиот премиер неодамна, дека морало да се направат одредени отстапки за да се добиело нешто повеќе. За да, како што не нарече, и оние кои што во сиот овој процес биле опоненти, да имаат бенефит од процесот. Не се чувствам, почитувани колеги, како опонент. Преспанскиот договор не го признавам и тоа е мое легитимно право. И ова земја за мене била и ќе остани секогаш Република Македонија и никако поинаку, без разлика што успеавте да го смените нејзиното име во Уставот на Република Македонија. И не сме никој, а најмалку премиер на држава, кој положил заклетва пред Уставот и македонскиот народ, дека ќе го штити нејзиниот суверенитет, територијален интегритет, да ги нарекува опоненти луѓето кои што размислуваат поинаку од него и кои сметат дека европските правила и принципи, доколку на вистина постојат, бидејќи преку овој договор се беше девалвирано, изиграно и погазено, да бидат почитувани и да важат како за секоја една членка или претендентка, така да важат и за нашата држава. И на крајот, затоа, министер Димитров, не го заслужувате тоа место што го имате, бидејќи направивте повеќе штета отколку бенефит и за Република Македонија и за граѓаните. Ви благодарам.